Разбойништва, каубојци, индијанци, борба меѓу доброто и злото, богата сценографија и текст прилагоден за деца. Ваква беше представата Двобојот кај Чапчо Осокаче, комедија во вестерн стил, класична, поучна приказна, која вчера ја доживеа својата премиера и уште 3 репризи. Представата била подготвувана речиси 4 месеци и на неа работеле 30 актери од летечката театарска трупа на детското драмско студио и балерините од балетското студио Менада. Пробите ни одеа напорно, а исто така и се државме многу со ова не споија, како да кажам, со другари. Така. Продолжиш да понатаму? Да, секако, апсолутно. Зошто? Просто затоа што овдека сум веќе 3 години и повеќе и затоа што ми привлекува едноставно драмата и глумењето и многу е весело, многу е друштвено, забавно и на театар одам 4-5 години. Мојата улога беше Кендлер што е пијан, изел твор и беше многу смешна. Во оваа представа Двобојот кај Чапчо Осокаче ја глумев улогата убавата Ени. Тоа беше пејачка, каубојска пејачка, која што ги забавува луѓето во кафеаната и навистина во ова драмско студио ми е многу забавно затоа што има дружење, затоа што има освен дружење учиме и нешто надвор од училиштето. Јас ја имав улогата како каубоец. И како ти се допадна ова представа? Па Колку многу. време ја спремав? Па ја спремавме може 3 месеци од почетокот на учебната година, многу беше забавно и интересно. Напорни ли се пробите? Па не се напорни, баш се забавни. Ќе продолжиш да бидеш член од драмското студио? Да, секако. Зошто? Па бидејќи и тука се забавуваме, играме, покрај тоа што учиме да глумиме, така и се забавуваме и дружиме. Низ призмата на комедијата и децата, но и повозрасната публика би требало да ги извлечат поучните пораки од представите, смета режисерот Владимир Јовановски. Театарот е еден посебен свет за децата. Театарот е нешто што не можат да го доживеат, а театарот е свет кој они го градат лично. И тоа е тоа што им недостасува на било кое друго место. Ниту дома, ниту на училиште, ниту пред компјутер, они не можат да го изградат тој свет така реално како што го градат овде во театарот. Тоа екстремно позитивно влијае на детската психа и воопшто на сите оние кои се дружат овде пред и зад завесите. И можем да кажем дека нашиот број од година се повеќе се зголемува. Бројот на деца кандидати за членови на детското драмско студио е се поголем. Одењето на театар е добро за развојот на децата и нивната социјализација надвор од училиштето, сметаат родителите на децата актери. Овие активности влијаат многу позитивно на децата, зашто имаат покрај дружбата што е надвор од училишните дворови, имаат и добро образование или така кажано општа култура ги учат. Најдобро место каде што децата може да се изградат културно. Многу поволно и позитивно делува и на развојот на децата, и на социјализација на децата, и многу полесно и школото напредува у школото, се многу послободни, полесно се изразуваат, со наставниците се многу послободни, поискрени. Така би им препорачила на сите родители, децата да ги активираат ваншколските обврски, не да го запоставуваат школото. Меѓутоа, мислам дека има исто толкаво значење оваа активност или овие активности, колку и школото. Оваа група на летечката театарска трупа ќе започнат со подготовка на нова представа, овој пат за крајот на учебната година.